Почитувани, никогаш не било полошо. Партискиот правосуден систем повторно приредува театар на абсурдот пред партиските банди на власта. Четврти ден, неказнетиот упат и тепање во контролната кула од партиски банди е сликата за Македонија во режија на ДУИ и неспособната СДС, кои што се представуваат како Европски фронт за случај што во секоја нормална држава би бил затворен само за неколку часа. Партиската војска на сила зазема контролна кула, со шамари и со тупаници напаѓа вработени на смена, додека 40 авиони се над градот. Може само да замислиме реакција за справување во Њујорк, Берлин, Лондон, било каде во светот. Но наместо тоа, бандитските ДУИ и поданиците од СДС приредуваат сценарија кои што доведуваат до абсурди во безбедносниот и правосудниот систем. Ке набројам. Четворица напаѓачи организирани од ДУИ ги нема. МВР не знае каде се. Оние од ДУИ, однесени пред суд, се пуштени без притвор од судија близок на ДУИ. Обвинителството и судот си ја префрлаат топката. ОЈО бара притвор заради загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај, судот на ДУИ тврди немало докази. Тепаниот е приведен на граница, за него имало наредба да биде апсен. Едниот од напаѓачите веќе требало да е во затвор за друго дело, ама не е. Главниот напаѓач, функционер на ДУИ, утре ќе оди на работа во контролната кула, каде се тепаните и оние што со банда дошол да ги тепа пред само 4 дена. Обезбедувањето, миленик на ДУИ, соучесник во упадот, продолжува со работа, иако пуштиле неовластени лица и оние што не се на смена во контролна кула за да тепаат, додека авиони кружат над Скопје. Почитувани, ова е реализацијата на лажниот Европски фронт, партиски банди делат тупаници, а нивни судии ги пуштаат. Упадот и тепањето во МНФ е вистинскиот фронт на бандитското ДУИ и поданичкото СДС, кое што полека го затвораа случајот како кошкање меѓу колеги. Ковачевски, Бочварски, Спасовски, Петровска, Грковска, без образ, ќе молчат за уште некој ден да седат во фотели и да обезбедуваат недопирливост за себе и за бандите. Никогаш не било полошо, СДС и ДУИ дозволија партиски банди неказнето да заземат контролна кула на аеродром, по изборите ќе има целосна одговорност. Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Дозволете ми да одговорам на две прашања кои што се испратени од ваши колеги, а потоа ќе ви одговорам и на вашите. До прес-центарот пристигна прашање, секој ден власта се фали со поголеми плати за работниците. Почитувани, лицемерието на СДС се гледа во тоа што се фали за покачување од 1000 денари за работници, а молчи за покачувањето на платите на функционери од 400 евра, кое што е дополнување на покачувањето од предходно од 78%. СДС и Ковачевски ветуваа работни групи, ама веројатно животните потреби на народот се помалку вредни од оние на функционерите. За 7 години власт на СДС, Македонија заостана за сите држави во регионот. Од 2017 до 2023 растот на БДП по глава на жител во Македонија е само 20%, додека кај сите други држави од регионот е 50%, а некаде и над тоа. СДС и ДУИ лажеа дека инфлацијата е увезена, а сведоци сме дека имаме 50% поголема инфлација од еврозоната, каде се наоѓаат нашите најголеми трговски партнери. Почитувани, никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Пристигна прашање и во однос на тврдењата за успеси, СДС и ДУИ се уште тврдат за успеси и дека ќе победат на предстојните избори. Почитувани, само на почетокот на годината СДС и ДУИ го покажаа вистинското лице за лажните европски вредности. Само за една недела повеќе скандали се случија, од што поминаа денови во оваа нова година. Прво, 2024 почна со поскапа струја за граѓаните. Второ, се раскина договорот за изградбата на Чебрен, за што предупредувавме, а СДС обвинуваше дека наводно шириме невистини и лаги. Народот гладува, а гледаме роденденски журки во владини кабинети. Се случи грозно загрозување на авиосообраќајот, додека контролорите на своите работни места во моментот следат, контролираат и управуваат над 40 авиони, насилници, лица на ДУИ влегуваат во МНФ и тепаат вработени, при тоа поминувајќи низ врати кои што не би смеело да бидат отворени, доколку лицето нема дозвола или службена картица.
Во само неколку дена се распишани повеќе огласи во министерства, агенции и центри за вработување на над 200 јавни и државни службеници. Народот гледа, а наше е да ги запреме. И тоа на избори. Зашто е потребна масовна излезност на изборите? Никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Ви благодарам, повелете со прашања. Поминува други празници, кога ги имаме минјата на пример од документот, ќе бидат дел од техничката влада. Како што веќе најави председателот Христијан Мицкоски вчера, не 11 месецов, сега за неколку дена ќе се одржат состаноци на највисоките партиски тела каде што ќе бидат заземени ставови по сите прашања во однос на изборите. Дали се знае нешто за лидерската служба што Се уште нема никаква покана, нема никаков контакт. Очигледно е дека до ИСДС по приоритетно име да вработат над 200 луѓе во јавните институции, по приоритетно име да влегуваат неказнети во институциите, по приоритетно име да доплячкаат државата наместо да се организираат избори, да има лидерски и да има една нормалност во државава. Имате ли други прашања? Каде сте со изборот за кандидатот за председател во државата? И тоа е веќе одговорено прашање, нема ништо ново. Најавено е дека на почетокот на март ќе се одржи на конвенција, си има статут по кој што се следат тековните активности во однос на датумите кои што го налагаат тоа. Односно пропозицијата повика да се подржите збор за публикување на членовите на ТИК. Ако на нив не се даде тоа слободно место за член на обаска позиција. Тоа е уште еден голем срам за Македонија. Се надевам дека власта ќе се држи до она што значи обезбедување на услови за фери демократски избори. Уште еднаш ќе кажам, се надевам дека власта ќе се држи до она што значи одржување на фери демократски избори, да обезбеди услови и вистинска застапеност на власта и опозицијата во Државната изборна комисија. Само што на локално ниво, градско не се изгласа за враќањето на Адон Лазов, споменка на Адон Лазов Чесево. Вашите советници гласа за, значи за враќање. Зошто мислите дека е потребно да се врати, значи да имаме споменик на Чесево? Чисто како една идеја, одлуките што ги носат во советниците во град Скопје, се во насока на подобрување на стандардот, животот, културата, историјата, зачувување на оние придобивки што народот ги освоил низ вековите во Македонија. Во таа насока би прашал повеќе за една како контра прашање, како се донесени определени одлуки за други споменици или за тргање на други споменици од нивната локација.